Почитувани гледачи, добар ден. Ве поздравувам во ова ново денешно издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе останете до крај со нас, уште повеќе што ќе поразговараме за актуелната состојба со коронавирусот. Веќе 6 недели и практично месец дена од вонредната состојба, а 6 недели од кога се диагностицираше првиот случај кај нас во земјава со коронавирус, ние секојдневно се будиме и заспиваме со информациите околу овој вирус и состојбата кај нас. Многу информации се пласираат низ медиумите, многу стручни лица, епидемиолози, инфектолози, настрана од она што нели го посочува Светската здравствена организација и Министерството за здравство кај нас. Многу информации кои што се можеби контрадикторни едни со други и тоа создава некако, како да кажам, не прави да не знаеме што точно треба и како треба да постапуваме всушност. Иако на некој начин секојдневно знаеме дека треба да се мијат рацете, дека треба да се заштитиме и сите оние работи. Меѓутоа, што е всушност точно и како треба да постапуваме, ќе се обидеме денеска во разговорот со доктор Ангелчо Андоновски, кој што е специјалист педијатар и е директор на Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле, а исто така и е член на Комисијата за заразни болести. Знаете дека веќе ова не е само кај нас, целиот свет е запатен од коронавирусот, има многу починати, многу заболени. Кај нас, еве само накусо за денешната состојба, значи има 26 нови случаи, 4 пациенти починати во изминатите 24 часа, значи направени се 330 теста, а вкупно досега, од кога е диагностициран првиот случај на коронавирус, се направени 8552 тестирања. Вкупниот број пак на заболени лица е 854, што е практично негде околу 11%, така речено. Сега не ме држате здраво за готово, може да е нели горе-доле помалку. Меѓутоа, сепак, нашите здравствени власти навреме презема многу мерки, помена и оној најдолг 61 часовен полициски час во целата земја. И еве се надевам дека овие се клучни 2 недели што се пред нас, значи 7-та и 8-та, каде што практично се очекува најголем број на заболени да се достигне во текот на оваа епидемија. Го имаме на видео линк доктор Андоновски, да го поздравам. Доктор Андоновски, благодарам што одвоите време да поразговараме малку за актуелната состојба со коронавирусот. Добар ден, благодарам на поканата и баш ми е драго што ете и за вашите гледачи да објасниме барем некој дел од, да ги наречам, недореченостите во врска со самиот момент на кој што ни се случи во нашата држава. Так, сега одиме нели преку видео линк, се надевам дека брзо ќе се реши состојбата, па ќе можете нели и вие да ни гостувате како што беше и порано во студио, да имаме некако порелаксирано и да ни оди разговорот и да имаме поубаво издание за некои други теми да говориме. Пред се да ве прашам дали сте добри? Секако, постојано сме активни, постојано на работа. Нас ни припадна задачата да работиме со најчувствителната група, тоа се дечињата, така да можам да кажам дека постојано сме на браникот на татковината. Так. Доктор Андоновски, кажав веќе 7-та и 8-та недела се во тек. Еве 7-та, 8-та, каде што и министерот потенцираше дека некако треба пикот да го достигнеме. Дали досега со сите оние мерки што ги презема нашата власт, мислите дека успеавме да на некој начин го стопираме вирусот, да не се шири премногу и да не достигне некоја многу голема бројка за да не крахира здравствениот систем? Самите показатели веќе се кај нас очигледни, дека сето она што го превзема оваа држава, властите, секако здравствените власти, секако сите луѓе кои ќе учествуваат во оваа битка, да ја наречам, сите мерки кои што се превземани дадоа и вродуваат со плод. Значи, ние немаме ситуација како што се случува во светот, ние немаме она хорор приказна и она морбидна слика што другите секако ја доживуваат и во текот на денешниот ден, можам така да кажам. Не би сакале такво нешто да се случи, само таквото добро менаџирање не доведе да успееме да
барем во каква таква состојба која што, да кажеме, на некој начин е контролирана и не е алармантна. Так, меѓутоа, добро. За разлика од другите држави кои што се покажа дека состојбата и ситуацијата многу им избега од колосек, ние можеме да кажеме дека со сите превземани мерки од страна на владата и од страна на здравствените власти вродија со плод. Добро. Би сакала малку да поразговараме околу тоа како се пренесува вирусот, бидејќи во најавата напоменав дека многу ваши колеги епидемиолози и инфектолози гостува по многу медиуми и има некако различни излагања, па сето тоа нас не буни сега која е правата вистина, нели? Иако секогаш се потенцира да се следат препораките на Светската здравствена организација и на Министерството за здравство. Меѓутоа, ајде вака да ни кажете, знаеме дека најлесно и најбрзо се шири кога имате директен контакт со заболениот. Меѓутоа, што еве во оние организации, еве ние во телевизиите, во други фирми кои што мора да бидат на работните места, како да се заштитиме, бидејќи знаеме дека може и постојат асимптоматски пациенти кои што и самите не знаат дека се инфицирани. Како треба да постапуваме кога одиме да пазариме артикли? Дали треба тие артикли да ги препишуваме? Има ли можност преку артиклите да се инфицираме и така натаму? Малку да ни објасните околу пренесувањето на вирусот. Ајде вака, првин во врска со сите оние мноштво на информации кои што на некој начин ќе кажам дека секој зема да ги кажува и да шири со тоа многу недоразбирање и последици како меѓу народот, така и буквално во целиот, во сите пори на нашето општество. Не се согласувам со тоа. Здравствените власти и нормално, нели, владата на Република Северна Македонија ги дадоа насоките кои што целиот свет ги следи, а тоа се насоките од Светската здравствена организација. Мислам дека задачата во врска со постојаната информираност на населението се знае на кого припаѓа и дека постојано тие луѓе се наоѓаат на најтешката задача, можам да кажам, и дека се постојано како еден вид на информативно тело кое што само ги спроведува и ги кажува сите насоки кои што дури на дневно ниво стигаат и пристигаат од страна на Светската здравствена организација. А исто така информациите кои што го засегаат нашето општество, тоест оние сите податоци во врска со сите контаминирани, да кажам на некој начин, зони, во врска со сите пациенти кои што има потреба од помош и во врска со сите, да кажеме, нови смртни случаи. Така да, она што не треба да го загрижува нашиот граѓанин, а треба само самиот да го побара с информациите кои што постојано циркулираат на телевизија, а тоа се информациите дадени од една релевантна организација, тоа е Светската здравствена организација. Во врска со вториот дел на овој наш разговор, дали како се пренесува вирусот. Многу лесно објаснато дека вирусот се пренесува преку тој социјален контакт. Социјалниот контакт што значи? Дека треба да сме тет-а-тет, еден спрема друг, па да си го пренесеме вирусот на една близина која што е пократка од 1,5 до 2 метри. Затоа и тие препораки се стигнати токму некој измерил дека точно колку е тежината на самиот вирус, иако, пак само ќе напоменам, дека никој го нема официјалното право да дискутира во врска со вирусот, се додека не ги комплетираме сите информации кои што во моментот работи цел свет на нив. Значи, никој во моментов не може да каже дека се лекува вака и вака, се пренесува вака и вака, треба да внимаваме на тој и тоа, но ги следиме сите препораки од Светската здравствена организација и сите искуства из кои што мина одредени држави. Она што сакам да го кажам во врска со подлогите на кои што се наоѓа самиот вирус, значи можам да бидам малку на некој начин и пластичен, да кажем и дека еден човек треба буквално да се на некој начин искива или да се исплука на една површина, па да нашата рака дојде во контакт со таа површина и тогаш да имаме контакт, да ја пикнеме раката во уста, да пикнеме прз во нос или да си ги допреме очите. Тоа е еден од можните начини на контагинација со овој вирус.
во врска со продуктите кои што се наоѓаат по продавниците и така натаму. Да, ние постојано ги пазариме тие намирници и ги внесуваме во нашите домови. Но ја ќе кажам дека моментот со личната хигиена, со моментот на хигиената во куинските услови, секако дека не сме ја заборавиле, нели? Дека секој продукт што ќе ни биде внесен во домот и кој што треба да биде конзумиран, нормално треба да биде обработен. Дали со помош на миење, измивање на тој продукт, препришување на таа амбалажа која што секако ќе редиме некаде дали во фрижидер и така натаму, и термичката обработка кој што нормално е неизоставен момент за да на некој начин конзумираме нешто чисто и дезинфицирано. Она што мислам дека се случува кај нас е големата паника во врска со сето тоа кое што е апсолутно непотребно. Паниката не е место сега, затоа зашто ние на некој начин со преземаните мерки, со чекањето на пикот кој што треба нели да се случи или може би се случи, па сега имаме уште еден момент да кажеме во врска нели со идните да кажеме случување во текот на самиот тек на болеста. Ќе кажам дека треба да сме подготвени, не треба да имаме никаков страв дека секако дека присуството на тие вируси било и од давнина, не е само од сега, значи вирусот знаеме дека е пронајден 65-та, публикуван 68 година, сега ова се некои модификации кои што излегува и го доби тоа името, односно SARS-CoV-2 или COVID-19 првичното име. Она што треба да го знаеме дека како и секој вирус, секој човек кој што ќе почувствува одредена тескоба во врска со препораките кои што се даваат за симптоматологија, кој што учествува и кој што постои, треба секако да се јави на својот матичен лекар. Мислам дека препораките постојано ги следиме и препораките се даваат на јавните медиуми каде што се кажува што треба првично да направи човек кој што ќе ги почувствува првичните симптоми на SARS-CoV-2 или на COVID-19. Значи, едно и основно треба да знаеме дека тој човек секако треба да биде соодветно тестиран за докажување на тој вирус. Мислам дека се уште не е време за масовно тестирање, дека се уште не е време за оние имунолошки тестирања кои што се прават за присуство на IgM, IgG и така натаму, дека само тестирањето кое што се нуди за запишување на нуклеинската киселина и присуството на антителото, само тие се релевантни тестирања. Так. Докторе, од сите оние информации кои што можевме да ги консумираме нели и на социјалните мрежи и воопшто во медиумите, практично вирусот може да трае долго време нели кога е во фаза на почетни симптоми, па се до 14 до 28 дена. Се знае ли кога е тој највирулентен, односно во кој дел од тој период може да е најзаразен, односно може да ја пренесува заразата најмногу? Постои ли некој таков момент? Токму и заради тоа на самиот старт од нашата дискусија кажав дека моментално сите податоци кои што се обработуваат и кои што доспеваат во врска со ова нешто ново, да кажеме, никој нема ексклузивно право да ги тумачи, да ги зборува. Епидемиолозите, инфектолозите и сите оние кои што учествуваат во докажувањето на одредените, да кажам, параметри, односно следењето на самиот тек на тој вирус, постојано изнаоѓаат некои нови моменти кои што за нас се секако, нели да кажеме, и покрај медицинските моменти малку поинтересантни, дека се случуваат и дека досега можеби не биле признаени или не биле точни, не биле добро толкувани, но ќе кажам дека секој пат знаеме што се превзема мерките во врска со првите карантински, односно самоизолацијата, дека секој кој што би го почувствувал сето тоа треба да е во изолација од 14 дена. Кога тој човек е да кажеме, вирулентен. Тој човек е највирулентен, можеби, еве само ќе се изразам така, можеби после првите 36 часа, можеби после првите 48, а дури може и после 15 од 14 ден. Малку значи нема некои точни. Да, сите тие малку дефиниции се флуктуирачки, на некој начин кажам имаат граница на поместување и само ќе кажам дека оние препораки кои што ќе ги
добиеме од Светската здравствена организација, кои што се веќе напишани и покажани, мора тие да бидат следени. Ние се уште нормално дека нашето население ќе биде информирано и сето она што е прилагодливо во нашава држава, тоа на нашите услови, ќе можеме да излеземе и да го кажуваме, нели, на некој начин послободно. Мислам дека тука и Министерството за здравство и министерот Венко Филипче постојано се во текст со сите тие информации кои што ги добиваат од сите нас, како да кажеме еден тим на луѓе кои што постојано се во таа, да кажеме, нели, одбрана на целава ситуација, да може слободно да ги кажува и да ги интерпретираат, затоа зашто ние само сме во фаза на изнаоѓање на сите оние моменти кои што ни се случуваат на наше тло. Значи, ние не говориме за една Кина, не говориме за една Италија, не говориме за една Франција, не говориме за една Шпанија. Ние говориме за една толкава квадратна површина колку што е нашата татковина и за толку 1,6 милиони жители кои што живеат во оваа татковина. Секако дека ние се прилагодуваме на тие услови, мислам дека справувањето е безпрекорно, затоа зашто нашите болници не се со преполнети капацитети, а и се надевам и го посакувам да тоа воопшто не се случи кај нас. Колку што можев да ве разберам, токму поради тоа што не се знае нели дали кога е колку е заразен, практикувате додека не се направи негативен тест од оние што имаат коронавирус, да не се пушти тоа лице, без разлика за дали станува збор или за маж жена, во социјализација, без разлика дали треба почне на работно место или така натаму. Значи, додека не се констатира два негативни теста, дури тогаш може да се каже дека веќе може да се пушти надвор да комуницира, така да кажеме, со луѓе. Ајде вака, значи препораките се дадени малку поодамна. Значи, точно знаеме дека кај лице кое што е утврдено присуство на COVID-19, дека тоа лице има законска облигација колку дена треба да седи во изолација. После тие завршени денови може да биде тестирано, но може и да не мора да биде тестирано. Све зависи дека ние тестирањата ги базираме врз една емпириска формула, тоа е постоењето на симптоматологијата. Доколку еден пациент нема симптоми, не мора да биде тестиран. Тука ќе се доведе во прашање дали се тоа токму тие асимптоматски пациенти кои што може да се носители, а може да и не се носители на такво нешто, или ги имаат сите тие симптоми, или па воопшто имаат отсуство на тие симптоми или се асимптоматски. Можам само едно да кажам дека досегашното искуство кажува дека резултатите кај одредени пациенти, односно симптомите кај одредени пациенти кои што се носители на самиот вирус се, мислам, доста прецизни. Секој мора да почувствува температура, секој мора да почувствува болка во грло и секој може да има сува кашлица. Само добро препознавање на симптомите, односно комуникација на тој човек кој што ќе ги почувствува со својот матичен лекар во самиот старт, а подоцна и правењето и закажувањето на тестирањето на подредените пунктови или во Институтот за јавно здравје, можат само тогаш да кажат да, постои присуство на COVID-19 или нема присуство на COVID-19. Од тука понатаму се изнаоѓаат сите оние кластери кои што, односно, луѓе кои што биле во непосредна средина или комуницирале токму со тоа лице, но тоа веќе е некој друг епидемиолошки момент. Тоест, позитивната епидемиолошка анамнеза е еден дел и еден показател дека тој пациент треба да биде тестиран или да не биде. Сега има еден друг момент и вчера беше дискутиран на сесијата. Би сакала и вие да кажете свое мислење со случајот од Велес, дека може би вирусот бил кај нас и нели пред да се диагностицира. Постои ли таква можност реално, иако треба не доправа да се утврди тоа, доправа да се испитаат брисевите земени за сезонскиот грип, па да се точно утврди дали навистина постоел коронавирусот, бидејќи многумина кажуваат дека со исти симптоми, со големи температури, високи и многу денови со пиење антибиотик, неделување на антибиотикот, го прележале веќе уште од јануари и февруари. Мислам дека и вчера, кога се дискутираше токму ова прашање, дали претходно постоел или не постоел, ќе кажам дека сето тоа е веќе во фаза на проверка, сигурно не само од нас, дека и од сите
поголеми и помодерни држави кои што и ние ги поседуваме тие лаборатории, дека мислам епидемиолозите, инфектолозите тоа ќе го докажат со тек на време и ќе излезат со соодветни информации. До тогаш ние не можеме ништо да Точно да коментираме, тврдим. затоа што ова е една голема непознаница и уште на самиот старт има вкажано дека на некој начин имаме како борба со нешто невидливо, вонземско и така натаму и така натаму. Нека ги почекаме првичните информации од епидемиолозите и од надлежните институции. Би сакала сега понатаму да кажеме и збор два околу тоа. Колку вие, еве кажавте член на Комисијата за заразни болести, до сега, значи, што ве изненади во позитивна, а што во негативна смисла, има ли такви моменти? Во однос на бројот на заболени, во однос на починати? Ајде, јас ќе говорам малку од аспектот на педијатар. Добро. Значи, ме израдува многу малата бројка на заболени деца. Значи, мерката за непосетување на градинките и училиштата вроди голем плод. Да, кај малите дечиња, кај пациентите кои што се во детска возраст, симптоматологијата и симптомите се со многу ниско ниво, односно не се толку изразени, не се толку, да кажеме, од типот бурни. Така да, тоа е еден од моментите кои што ме радува и ќе ме радува и ќе продолжи да ме радува. Секако дека се надеваме дека до крајот на оваа пандемија или до крајот во нашата нормално татковина, дека не ќе имаме токава голема бројка на деца, не ја очекуваме, но сме подготвени и спремни да ја дадеме својата помош доколку дое на тоа. Она што исто така ќе го напомена на самиот старт е дека справувањето со кризата, ќе зборам сепак како професионалец, дека сите оние мерки кои што пак ќе се навратам и ќе кажам како човек кој што постојано ја следи будно ситуацијата, дека можеше уште порано да се превземат овие по-ригорозни мерки и можевме да бидеме во друг. Но сепак, еве да кажеме дека иако малку на некој начин мерките дојдоа подоцна, не задоцнувајќи ги, но дојдоа умерено прилагодувајќи се кон нашите условија на живење, кон нашиот начин на действување и работење, сепак вродија со плод. Единствено нешто што малку на некој начин ме загрижува, тоа е дека се уште светот, како свет, се уште големите научни установи се уште само дават пластични информации во врска со креирањето на вакцината. Мислам дека се работи убрзано и дека што поскоро ја добиеме, тоа ќе бидеме сите порадосни. Односно, дека тој, секако треба да знаеме дека човек се раѓа со едно чувство, а тоа е стравот, и дека тој страв ќе биде победен токму кога ќе се измисли лекот за токму таа вакцина за COVID-19, ќе кажам само нешто и ќе се навратам во историјата. Следејќи историјата и гледајќи ја, ние можеме од историјата да научиме многу, но само ќе кажеме, не гледајќи кон неа, не гледајќи кон иднината може да се справиме. Тогаш жртвите се со многу големи цифри, значи 50 до 100 милиони за време на шпанскиот грип. Сега бројките се многу мали, но сепак стравот е многу голем. Така да се надевам дека сето тоа ќе се преброди за многу краток период. Меѓутоа, очекувавте ли бројката досега да биде поголема или е онолку колку што беше очекувана? 800 и како кажав, 854 лица. Мислам дека бројките статистички добро идат во наш прилог, еве така да се изразам. Затоа зашто можевме да доживееме пик и токму она што цело време и здравствените власти, министерот и владата на Република Северна Македонија кажува дека ние на некој начин сме далеку пониско од статистиката која што светот ја има. Така да тоа може само да не радува и да не движи понатаму кон справување со оваа криза. Вчера доктор Караджовски откри на некој начин на Тања дека имаме на располагање 1000 кревети во болничко сместување, колку што јас слушнав. Со овој тек на како да кажам, на појавување на новозаболени секојдневно, се надевам дека до 8-та недела нема да бидат потребни, нели,
сите оние легла кои што се опремени и посакувам да биде така, нели, се со цел и да го заштитиме здравствениот систем и здравствените работници, а и се разбира граѓаните да има што помалку да не бидат заболени. Сакав уште нешто да ве прашам. Да, повелете. Токму тоа што вие го кажавте и го дискутираме и се провлекува во текот на целиот наш разговор е доброто справување, односно доброто менаџирање со целава оваа настаната проблематика. Сакам да кажам дека сите тие луѓе кои што ја носат на некој начин кризата на своите плеќи, и тоа се не само медицинските лица. Доктор Караджовски го рече дека тоа е и самиот народ. А нашиот народ треба да го смени малку својот, да кажеме, начин на размислување. Односно треба да е многу поприлагодлив и да има, да кажеме, едно разбирање во целава ситуација. Визијата е дека се работи за општото здравје на сите граѓани на нашата татковина. Замислете да имаме 2000 лица пуштени низ населението, што би тоа значило? Значи тоа би значило дека тие 2000 куршуми би скосили уште 20.000, а тие 20.000 биделе некај 200.000. Тоа ние не дозволиме да се случува, мислам дека не треба да дозволиме. Народот, менувајќи се, прилагодувајќи се кон насоките кои што постојано се даваат од здравствените власти, само поскоро ќе помогнат сите како херои, што рече Караджовски, да се справиме со оваа криза. Но јас ќе кажам дека сепак да идеме во правецот дека се бориме за нашата иднина и дека треба да помислиме први на нашите дечиња во целава ситуација, да не тие дојдат во контакт и да се добие нивно заразување и така натаму, а подоцна и на нашите родители, сигурно бабите, дедовците и така натаму, сите оние кои што ни се драги, а кои што, да кажеме, вирусот погубно делува на нив. Само така ќе бидеме на некој начин сплотени и ќе ги испочитуваме сите оние препораки кои што се дадени, а тоа се солидарност, седи дома и едноставно седи и спаси живот. Само така нашиот народ ќе се справи со оваа криза во која што сме сите заеднички на еден начин. Имам уште едно прашање околу оваа состојба, потоа ќе ве прашам и за состојбата на клиниката, на детската клиника Козле. Дали сте информирани кои точно лекови се вклучени во лекувањето на болните од коронавирусот и дали она информација која што се појави за БСЖ вакцината која што беше актуелна, нели, кај нас и се уште е, нашите деца се вакцинираат. Не знам, еве би сакала и да ве прашам дали се уште трае ревакцината за на 18 годишна возраст за ТБЦ? Дали можеби таа не штити малце повеќе? Само ќе се повторам уште еднашка дека сите препораки, односно сите нови гајдлајнси стигаат постојано и секојдневно. Се прави нивна ревизија, нивно прилагодување. Ние сме во тек со сите тие препораки, односно со сите тие лекарства кои што и светот ги нуди како можен лек или можен начин на справување со самата болест. Ќе кажам дека со сите тие лекарства нашата држава и нашето здравство се снабдени. Веќе знаете дека информацијата кажана од министерот на неколку наврати кои лекарства се користат и кои лекарства ќе се користат во понатамошниот тек и начинот на лекување, сме и самите сведоци дека сме го слушнале. Нема потреба од шпекулации во врска со вакцината за БСЖ, пошто знаеме дека сите сме имунизирани, дека Македонија е подрачје кое што се уште ја прима таа вакцина, уште стои во нашиот календар, но сепак ќе кажам дека никој го нема. Не може со сигурност да се потврди така. Правото да дискутира во врска со сето тоа, се дур не излезат релевантни податоци. А до тогаш ќе ги сметаме податоците на Светската здравствена организација како единствени, релевантни и точни податоци се во овој момент. Докторе, како беше оваа година на вашата клиника, бидејќи кажавме дека беше зголемен бројот на воопшто на заболени од грип. Имаше ли доста дечиња на клиниката кои што беа во периодот пред да се појави коронавирусот? Значи, детската болница Козле постојано си ја врши својата работа како што и досега, така и одсега. Знаете дека на некој начин
се одлучи да и таа во случај да има потреба, нели токму тоа доброто менаџирање, во случај да има потреба кога има многу заболени, ако нели дојде до таква ситуација, се надевам дека нема да дојде и не ја посакувам таа ситуација воопшто, ниту како човек, ниту како професионалец, да дојде до таква состојба, би биле можен центар за згрижување на болните дечиња од COVID-19, односно од SARS-CoV-2. Она што сакам да го кажам дека веќе изминува сезоната на грипот, на инфлуенцата, така да све подготвени за други моменти, односно за пречекување на алергиите. Не само за диагностицирање на ова состојба, односно на SARS-CoV-2, односно COVID-19, туку и на лекување на сите оние моменти со кои што до сега и од сега натаму детската болница Козле си ги работи, односно третирање на хроничната белодробна патологија, па се до сегашниот момент од кој што го очекуваме, тоа се алергиите, односно алергискиот период. Ние сме добро подготвени, значи можам да кажам дека и здравствените власти дозволија да се уште функционира мој термин, каде што секоја институција е добро изкоординирана, изменаџирана да постои еден изолацијски дел, односно дел во кој што би се гледале суспектни пациенти за COVID-2 и нормално мој термин, односно асимптомат, односно пациенти кои што се афебрилни и кои што доаѓаат токму со пулмонални проблеми. Колку дечиња има во моментов? Возле функционира и понатаму ќе продолжи така да функционира. Колку дечиња имате сместени во моментов на Институтот за белодробни заболувања Козле? Во целата болница вкупно имаме сместено 20 дечиња, а токму на оделот за фебрилен одел или оделот за COVID-19 имаме 3 дечиња на кои што ги чекаме секој момент резултатите за да ни потврдат дали се со COVID-19 носители или не се. Се надевам дека не се. Така, дај Боже да биде така. Веќе истигна официјално соопштение, претпоставам дека знаете дека следниот полициски час за великденските празници започнува во петок во 16 часот и ќе трае до вторник до 5 часот. Што би била вашата препорака вака како за крај до сите граѓани? Еве еден апел, уште еднаш бидејќи постојано и ние, нели медиумите потенцираме да се почитуваат препораките, да се издржи сето ова, нели се со цел што побрзо да заврши, па да можеме полека да се вратиме во нормални услови на живот. Еве како за крај една порака до нашите гледачи. За престојниот полициски час кој што ќе биде воведен и ќе бидеме практично затворени 3 дена дома. Само кажав и во текот на целава наша емисија провејуваше тоа и низ самијата наша дискусија и ги спомнавме сите оние моменти кои што цела светска здравствена се залага и сите луѓе, камоли ние. Само едно имам да заклучам, а тоа е сакајте си ги своите деца и мислете на своите деца. Само така ќе го решиме овој проблем. Докторе, ви благодарам многу за одвоеното време, ви посакувам вам добро здравје. Се надевам дека нели сте добро заштитени кога одите на работа, бидејќи секако медицинска установа, болница, уште повеќе што треба вие повеќе да бидете заштитени. Ви посакувам нели да помине што побрзо сето ова на сите здравствени работници и на целиот наш народ и повторно нашиот живот да го вратиме во нормала. Се гледаме во некое подобро време, како да кажам. Дај Боже што побрзо да дојде. Останете сите во добро здравје и помогнете, се гледаме наскоро. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука некаде и ќе го завршиме денешното издание на Ваш термин. Се надевам дека сето ова што го говоревме досега со доктор Ангел Чандоновски, кој што уште еднаш ќе потенцираме, специјалист педијатар и директор на Институтот за белодробни заболувања Козле и член на Комисијата за заразни болести. Сите овие информации кои што ги кажа некако како да кажам, можеби се повторени, меѓутоа не е на одмет секогаш да се каже она што треба повеќе пати да се повтори, за да некако оние кои што не можат да го разберат сето тоа, дека треба да се издржи и да се биде истраен во сето ова за да дојдат подобри времења. Ви благодарам за вниманието, почитувани мои, имајте добро здравје, чувајте се, останете дома и се со цел, како што каже и доктор Андоновски, за оние кои што ги сакате вашите деца и вашите блиски. Се гледаме за 7 дена во исто време.